Почитувани, градоначалникот на општина Газибава во заминување, Борис Георгиевски, во мандатот придонесе за парализирање на сообраќајот низ улиците во населените места. Лошата патна инфраструктура, немањето слободни паркинг места, неисполнетите предизборни ветувања за изградба на катни гаражи, немањето соодветна сообраќајна сигнализација секојдневно ја загрозуваат безбедноста на учесниците во сообраќајот. Локалната власт на СДСМ, зафатена со предизборна пропаганда, ги занемарува апелите и барањата на граѓаните. Посебно загрижени, но и загрозени се жителите од урбаните заедници од сообраќајниот метеж и недостаток на слободни паркинг места. Цела недела граѓаните од урбаната заедница Железара протестираат, бидејќи недостатокот на соодветна сигнализација доведе до човечка жртва и предизвикување на големи материјални штети. До овој момент надлежните институции и локалната самоуправа ги игнорираат протестите и барањата на граѓаните. Почитувани, тотален сообраќаен хаос владее по улиците низ општина Газибава. Нарушена е безбедноста на граѓаните. Жителите на Газибава се најнебезбедни пешаци во Скопје. Нема реализација ниту на ветувањата за зголемување на безбедноста на пешаците на регионалниот пат од населеното место Ергеле до Идризово. Пат кој представува црна точка за жителите кои гравитираат во тој регион. Градоначалникот на СДСМ вети, но не изгради катна гаража во Ченто, веднаш до поликлиниката. Поради тоа и овој дел од општината е еден од ризичните сообраќајни точки. Една од најголемите населби во општината, Автокоманда, се наоѓа пред сообраќаен колапс. Секојдневно граѓаните ни сообраќаат со молба за актуализација на прашањето. Локалните власти немаат слух ниту за овие барања. Почитувани, добра вест за граѓаните на општина Газибава е тоа што времето на СДСМ истекува и завршува. Доаѓаат подобри времиња. Идната локална администрација, предводена од ВМРО ДПМН по локалните избори во октомври, особено значење и приоритет ќе му даде на решавањето на проблемот со сообраќајниот хаос во општината. За ВМРО ДПМН здравјето и безбедноста на граѓаните и учесниците во сообраќајот се на прво место и за нив компромиси нема. Ви благодарам.